Добар ден на сите во петата емисија на синдикалниот подкаст Независна зона. Во петата емисија наши гости Спасе Блажевски и Марија Јанкова, просветни работници. Добро вечер. Добро вечер. За почеток, како просветни работници, да ни кажете збор-два за состојбата генерално во образованието, со какви проблеми се соочувате, генерално една ваша општа оценка. Ајде колешката нека почне пошто дама. Ситуацијата во образованието за жал е катастрофална. Бидејќи пред се вработувањето се одвива врз основа на партиска основа. Значи вработување, трансформација на работен однос од определено на неопределено. Ако не си член на владеачката политичка партија, едноставно не можеш да си ги реализираш твоите права и она што ти следува. Што е многу, жалосно. Конкретно, кога зборуваме за мојата ситуација, 9,5 години работев како наставник на определено време. Повеќе не сум за жал во ова фила, затоа што се случи неправда и ред други работи кои што едноставно наштетуваат на нас просветните работници. Едноставно жалосно што политиката се вмешува во овој сектор. Така да тие се првично околностите и фактичката состојба. Спасе. Добро, значи да кажете исто така за образованието сега не е таму кај што беше пред години или ние кога учевме во училиштата. Значи за жал ние сме во некоја надолна линија и со тенденција да оди подолу. Сега каде е проблемот? Проблемот е затоа што тргнувајќи од најмала возраст, значи реформите кои што се случуваат на секоја промена на власта, значи секоја власт има промена на концепција, промена на програми и тоа нормално дека се рефлектира во образованието. Сакате да кажете дека сите реформи се во погрешна насока? Па сите, не, меѓутоа најголемиот дел, затоа што не се прашуваат наставниците, него се прават реформите од тие кои што се зажал во канцеларии, кои што не се практичари. Значи, додека у пракса ги знаете проблемите во суштина, какви се, што се, вие од канцеларија може само на хартија да го погледнете што пишува, ако ви го дадам извештај дека таков, дека е се добро и дека тоа може да помине кај учениците. Има многу примери во Република Македонија каде што на хартија е се идеално, меѓутоа во пракса не функционира. За жал е така и ние како наставници се трудиме да бидеме коректив на тие нешта, меѓутоа многу тешко поминува затоа што дел од нешто и Марија спомна, меѓутоа притисоци секако се прават, не консултираат за ништо буквално, туку ти донесуваат одлука, ти го пуштат како соопштение, ти мораш да го реализираш. Што доведени во ситуација само да исполнувате директиви. Да. Без никакво право да предложите да. За жал не прашуваат. Значи воопшто наставниците генерално не се вклучени во изготвување на законски решенија во образованието? Па не, ние барем не сме вклучени, колку што знаеме од моментов, многу тешко, значи оди као ќе се пуштени предлог, забелешки ќе се дадат забелешките, ќе отидат некаде во некоја канта и тоа е така. Кажете ми на почеток со какви проблеми се соочувате во самиот наставен процес? Генерално во самиот тек на наставата, дали се соочувате со предизвици во текот на работата? Што е она што најмногу ви пречи во моментот? Навака, значи во поглед на услови, значи конкретно ја кај мене у моето училиште не можам да се пожалам, значи имаме доволно услови, соодветни кабинети, имаме наставни помагала, така да тој поглед не може да кажем, меѓутоа имаме еден друг проблем што кај нас имаме многу малку ученици во моментов. Тоа е генерално тоа е, значи ние го знаеме дека миграција и солување. Апсолутно, меѓутоа има некоја политика која што треба малку да ја промениме и да се зголеми бројот на ученици, инаку
Проблеми, предизвици. Значи предизвици имаме ние секако, значи штом сме се определиле дека сакаме да работиме со ученици, нормално дека сакаме работата, права работа, доколку не сакаш да работи со деца, не може да работи со деца. На изборот на наставници, значи каков е тука малце во последно време нема критериум по кој што ќе се избере соодветен наставник. Баш тоа што го кажав дека партизацијата веќе доведе не доведе до состојба да се вработува секаков кадар во образование, значи образованието, работата со децата е многу одговорна работа. И сметам дека треба секој кој што ќе работи како наставник да биде одговорен, да биде посветен и компетентен. Баш дека политиката навлезе во овој сектор, едноставно нема никаков квалитет и нели актуелно е и многу често се кажува кој кај нема да работи, последниве неколку години се вработува во образование, за жал. А во однос на условите што напомена и колегата, јас додека бев како наставник вработена, во последните неколку години навистина опременоста на кабинетите е на видно ниво, значи со тоа не можеме да се пожалиме. Проблем е менаџирањето на училиштата, генерално не во сите училишта. Значи има директори кои што одлично се раководат и менаџираат со училиштата, меѓутоа за жал има и директори кои што се однесуваат како диктатори, како училиштето да е наследство од татко, како дома да, и едноставно си прави што сака и тоа е тоа, никој ништо не може да каже. Неколку пати ја споменавте партизацијата, до толку ли е партизирано? Да. За жал. За жал, да. Ја Станува, значи се работи за буквално секој вработување, за секој конкурс. Да. Значи тука нема као јавни огласи се, нели каде што секој може да се пријави. Ама се одбира тој кој што го има нели на партиски список и кој што има нели поддршка од директорот. Ако ја немате поддршката по таа партиска линија, ништо не правите. Кажете ми притисоци, дали се соочувате со било какви притисоци во работењето? Дали сте членови на синдикатот? Не разбирате, значи за било какви притисоци општо. Значи единствено светло да речеме за нас работниците синдикатот апсолутно. Членови на синдикат сме. Значи на синдикат кој што е релативно нов, меѓутоа доста успешно се бори за работничките права и успева да ги реализира. И сега притисоци, значи апсолутно имаме притисоци, да. Имаме притисоци од родителите во поглед на оценките, значи знаете, моето дете знае многу повеќе, иако не знае. Со тие притисоци нели можете вие сами да се изборите? Па ние доста се изборуваме, меѓутоа нели некогаш има граница кои што и сепак се преминува. Така, значи имаме родители кои што имаме конкретни случаи кога ќе пишуваат петиции, барање против вас затоа што сте барале нешто што го има во програмата, а упорно ќе те убедуваат дека ти сам си го измислил. Значи имам конкретна ситуација каде што ученици се побунија против мене со родителите и ме викна мене, беше инспекторот и викам добро дај да видиме програмата од министерството што кажува, програмата конкретно за мојот предмет и тестовите кои што ги прави ДИЦ. Значи да видиме дали учебникот како учебник и дава сите информации кои што ни представува учебникот едно основно помагало, дали може да го решиме овој тест кој што го направил ДИЦ. Кажете ми, дали се уште има, пример, јас кога бев ученик, секој наставник имаше можност самостојно да составува тест. Дали се уште има таа индивидуалност? Да. Само кој има стандарди по кои што се прават тестовите, не може, значи, да. Така, меѓутоа сепак останува на вас, како наставник, сепак има онај
одредено ниво на самостојност во работа. Да, апсолутно. Да, Тука за не, тоа, не да. ни се мешаат, нели имате примери кои што се начелно, меѓутоа вие може да направите и посебно. Зборува за инклузивноста во образованието. Ние сме една од ретките држави каде имаме целосно инклузивно образование. Во теорија се тоа звучи убаво, меѓутоа дали во пракса како просветни работници вашето мислење дали сепак тоа се така добро како што се кажува? Марија, нека Па на хартија, да, тоа е убаво смислено и осмислено, меѓутоа И убаво звучи. убаво звучи, меѓутоа реално и не се спроведува, така да јас немам и некое позитивно мислење во однос на тоа како се спроведува инклузивноста во нашето образование, така да не е се така како што кажуваат и друго е во пракса, друго е нели по тие некои проекти, цели што ги осмислуваат и значи врска нема праксата со тоа што нели осмислено. Значи инклузивното образование е убаво некаде можеби на запад, каде што имаме стручни лица, каде што имаме наставници кои што се подготвуваат за тоа, затоа што ние како наставници сме вклучени буквално. Имате вие дефектолог кој што треба да работи, нели да ви покаже нешто, меѓутоа тој е стручен за тоа. Ние сме приучени, значи многу ретко имаме обуки на таа тема затоа што вас ве пуштат буквално во огин. Значи имам случај на неколку Сепак пати. има и се е многу индивидуално. Значи станува збор за многу разни видови на попречености. Зарем тие логопеди не може да присуствуваат на самата настава? Тие стручни лица. Можат. Сега значи имаме ние конкретна ситуација каде што имаат образовни асистенти. Значи меѓутоа асистентот и тој не е стручен, не е стручно лице, затоа што има критериум, значи по кој што се бират, меѓутоа не се ниту дефектолози, ниту не знам логопеди, ниту психолози, педагози, ништо, него најобични, не знам, луѓе кои што има завршено средно и така натака, значи имаме ситуации на вистина кои што треба да му се помогне на детето, меѓутоа многу потешко сега, треба да ги намалите целите, треба да работите, меѓутоа ние стално се сочуваме со моментов дека сепак на тоа дете не е виновно, тоа не, апсолутно ние ги сепак треба да прифаќаме. му се помогне, меѓутоа и тој момент влијае на квалитетот на наставата. Јасно, затоа што во момент може ученикот да излезе и да ви го наруши часот, па вие мора да пазите на него. Имате вам уште бара посебно други ученици. Ангажманот е многу поголем за со такви деца, и дефинитивно. Тие деца се маргинализирани, од останатите деца не се прифатени. Значи треба да се работи кој што е многу негативен. Треба да се работи со останатите деца, значи да ги научиме, да ги подготвиме, да ги прифатат овие деца кои што се со попреченост. Инаку кој што кажа колегата Спасе во однос на образовните асистенти, тоа супер е смислено, меѓутоа во праксата не функционира. Значи се ангажираат луѓе кои што се воопшто некомпетентни, нели само за да се зема некој хонорар и тоа е тоа. Така да пропусти во однос на инклузивното образование. Не секој дете може да биде инклузирано. Значи инклузија значи вклучување. Меѓутоа ние каде го вклучуваме? Со тоа што нели ги намалуваме целите, меѓутоа дали они со другарчињата воопшто и се дружат? Значи ја тоа еве од пракса кажувам дека не се дружат. Отфрлени се тие деца. Не ги прифаќаат. Да. Мислам колку да зборуваме ние, меѓутоа дури да правиме полошо може. Апсолутно. Еве викам, зошто не се дружите со детето? И вика там професоре не сака со нас. Значи викам добра иде на оние предмети кај што е дозволено. Или не знам спорт, ликовно, дали и таму имаме отпор, значи не се и они многу да речам толку да прифаќаат нови ликови. Така да инклузијата можеби да поработиме, ќе смениме, меѓутоа мислам дека во пракса паднавме на тој испит како инклузија. Барем за средните зборувам, за основните, меѓутоа и колешките, колегите кои што работат со нив во понижите оделенија истиот проблем го кажуваат, каде што
имаат страшен проблем затоа што малтене сега имаме по 2 деца во секое оделение кое што се со инклузија. Кажете ми за фондот на часови. Јас кога бев ученик знаев примери на наставници каде што беа вработени во 2 училишта, во 3 училишта, се со цел да исполнат одреден фонд на часови за да земат основна плата. Кажете ми дали се уште принципот на земање на таа основна плата во образованието е тој или има некоја поместување? Во однос на фондот на часови, да, се уште важи тоа правило. Конкретно јас сум работела и во 4 училишта, само за да го пополнам фондот на часови, затоа што ако немаш полн фонд на часови, не земаш полна плата. Така да не е ништо сменато, или висината на платата зависи од фондот на часови. Сад дали директорот ќе ти додели или не, тоа нели зависи повторно од тие партизации, симпатии, дали ги има кон тебе или не и така натака. Заре може да доделуваат фонд на часови? Може. Да. И во пракса. Сепак нели е тоа предвидено договор. кој предмет колку часови треба неделно. Да, меѓутоа имаме и слободни часови кои што се доделуваат по некој друг клуч, не е по не знам години на работење во образование, нели има таму еден куп критериуми кои што се, значи се доделуваат на колеги кои што се дојдени буквално вчера. Има случаи колеги кои што работат по 15-20 години од не знам X причини директорот нели да го намали фондот на часови, да му даде помал фонд на часови и така да тоа не е ништо ново. Не е новина. И се случува, се почесто се случува, да. За жал. Ја, значи бев технолошки вишок на 2 пати. Така. Во други училишта, затоа што морав да дополнам фонд. А а кога станува збор за определено работно време, кажете ми дали се уште кај вас има работени кои што има договори на определено работно време? Да, апсолутно. Конкретно за оваа тема, да, јас ќе се надоврзам. Јас скоро 10 на години работев на определено на договор на определено работно време. Значи не ми беше трансформиран работниот однос, иако поднесував барања за трансформација, меѓутоа не се најде директор кој што ќе застане позади мене и ќе ми овозможи да го остварам моето право на трансформација. Пак ќе кажам, тоа беше од тие партиски побуди, кога и да поднесев последно, значи во последното училиште каде што работев, барање за трансформација, ми беше поставено прашањето од директорката: чека колку години работиш? Скоро 10 години, па зашто твоите не те средила? Као шо бараш сега ти од мене? Ама кои се твои, кои се мои, значи имаме да, правила. пак доаѓаме до моментот дека партизацијата во образованието значи предизвикува колапс. Зарем нема лимит на тоа определено работно време? Нема, за жал, затоа што законот вели дека треба да имате најмалку половина часови за да бидете трансформирани. Значи, ние имавме случај каде што колешка имаше по 6 часа од 3 училишта, та никогаш не можеше да биде трансформирана. И колешката после 12 години или 10 години колку работеше напушти. Значи имаме, да, наде напушти. Значи имаме ситуација кај што не е еден колега, значи во 3 во 4 училишта за соберете фонд да имате, меѓутоа не може да биде трансформирани. Тоа значи страшен и горлив проблем. Знаете како веќе лице кое е оспособено за работа со приправнички положен, со искуство, значи има веќе искуството да работи со деца, веќе ние го губиме како. Не е присутно. Како готов производ го губиме, да. Искуството и колку години работиш, не за нив не е присутно, значи дали си квалитетен и дали си посветен и дали работиш со децата, со учениците, тоа не е присутно. Добро, кога се објавуваат тие конкурси, вие како веќе лице кое има работен однос на определено работно време, немате никаква предност при аплицирање на тие конкурси? Па во конкретна ситуација еве кај мене, значи бидејќи имав договор на определено работно време до 31 август 2023 година, ми заврши договорот. Септември почетокот се распиша конкурс и директорката си вработи лице кое што нема положено стручен испит, кое што работи во образование само година и пол и кое што е некомпетентно
Така да временски колку сум работела и дека имам стручен испит и законски кумулативно дека ги исполнувам условите, за не за тоа ништо. Не значеше и се уште не значи. Бидејќи се обратив и до Државниот просветен инспекторат. Да, тоа сакам да прашам, дали поднесовте. Донесено е решение со кое што и се наредува да ја исправи неправилноста, односно да го прими лицето кое што законски ги исполнува условите. Донесени се записници за извршен редовен инспекцијски надзор и контролен инспекцијски надзор, каде што повторно и се наложува да постапи, меѓутоа директорката е едноставно оглува на Државниот просветен инспекторат и цитира по нејзина. Но не е проблемот во директорката, веднаш ќе ви кажам. Проблемот е во системот. Може да има други лица, меѓутоа системот е тука да ги и во моментално, значи во училиштето работи лица кое што не е компетентно, е без положен стручен испит, а јас со сите услови исполнети сум отфрлена, односно и сега во моментот веќе не работите. Да, не работиме, да, за жал по скоро 10 години веќе не сум дел од образовниот систем. И жал ви е ли вака искреност? Да, жал ми, бидејќи многу си ја сакам работата, ги сакам прво децата, бидејќи работата наставник е света работа и ние описменуваме млади генерации, тие се нашата иднина. Да, жал ми е многу и ќе ми биде жал. Меѓутоа, тие постапки што се водат, сепак еден ден ќе дојде време кога ќе мора да се постави по тие. Па се надевам дека ќе има епилог целата ситуација. Тука покрај Државниот просветен инспекторат се вклучени други институции, ве Комисија за спречување и заштита од дискриминација, каде што и оваа институција и наложува да ја отстрани неправилноста. И не знам дали ќе има епилог воопшто ова ситуација, за жал. Ќе се надеваме дека ќе има. Нормално дека ќе има, само кога е прашањето. Да, само кога, да. Вашето прашање беше дали има предност некој кој што веќе, да речеме, бил на работното место, затоа што договорите завршуваат на 31.8. по правило. Немаат никаква предност, затоа што тие се јавни огласи, може се јави било кој кандидат. Значи селекцијата се прави од страна на Добро, веќе спомнавте јавни огласи, а интерни огласи дали постојат? Немаме интерни огласи, значи се треба да биде јавно и транспарентно. Јавно и транспарентно, да. Са колку е транспарентно е дискутабилно. Меѓутоа, ние сме тука тие што Меѓутоа интерни огласи постојат кои што се јавни и транспарентни. Не е ништо спорно. Да, у пракса е така, за жал. У пракса е така. Кажете ми, кога веќе спомнав за самите огласи, распишувањето на јавни огласи, дали се почитува генерално законот, дали како иде поставувањето општо, еве и за наставници, спомнавме за конкурсите, поставувањето на директори, дали едноставно се почитуваат законските прописи? Не баш пракса, затоа што имаме ние ситуација каде што некако институциите затајуваат. Јавните огласи, значи конкретно за поставување на директори на средните училишта во Скопје се под град Скопје и практично градоначалникот е тој кој што ги постава директорите, нели, со мандат, избор на училиштен одбор, училишниот одбор го избира од тие кандидати кои што ќе се јават. Меѓутоа имаме ситуација каде што училишниот одбор е малце интересна и специфична работа која што треба да го управува училиштето, затоа што тоа е орган на управување. Да, орган на управување. Да, а директорот е лице кое што го раководи училиштето и изборот го прави училишниот одбор, нели, од тие кандидати кои што ќе се јават на тој оглас. Меѓутоа, дали се почитува процедурата? Не, ќе ви кажам, затоа што имаме, нели, законски рокови кои што треба да ги... за оние кои не ги знаат баш работите, да го малку да го објасниме овој делот на училишниот одмор, кои се ингеренциите,
Значи за луѓето кои што сепак не се толку инволвирани во образование. Вака, училишниот одбор е значи суштина највисок орган кој што треба да го прави училиштето, составен е значи од редот на наставниците, редот на родителите и редот на основачот. Значи во случајот град Скопје, да речеме четворица наставници, тројца родители, останатите се представници на град Скопје, еден од економскиот фактор во државата. И тие се у суштина кои што треба да го прават изборот и на наставниците, меѓутоа и на директорот. Сега како едно заедничко тело кое што да, значи тоа е тело кое што ќе го постави директорот, тоа е кое што може да гласа и против него, односно го разреши. Тоа во пракса не оди така затоа што изборот на училишниот одбор го прави. Добро, сега зборуваме за идеални околности. Идеални околности, тоа би требало да биде перфектното тело, значи корективот на училиштето. Ова законот смислено, меѓутоа консензуален кандидат од кој што би биле задоволни сите. Затоа што кога вие аплицирате, односно конкурирате за директор, треба да имате програма со која што ќе се развива училиштето, што би направиле во пракса. Меѓутоа многу ретко и тоа и се тргаат на страна некои работи. Имавме ние ситуација, да речеме конкретно кај мене, каде што училишниот одбор донесува одлука на училиштен одбор вечерта, состанокот е во 18:30, завршува во 20:30 и одлуката е донесена за распишување на оглас за директор и тоа веќе утрето денте во весниците, во јавните гласила. Како се оди со таа процедура треба инспекторите да објаснат, затоа што навечер, колку што знам, вестниците не работат и огласите се прибираат до 12 или евентуално до 15 Добро, од денот. може и пред време да се знаело дека ќе стане. Пред време, значи тука е моментот како може да знаеме нешто, да прејудицираме нешто пред време, затоа што ние сме сепак тука да го испочитуваме законот и ние сме тие огледало на учениците, тие кои што треба да земат пример од нас, а не да не гледат како ги правиме, да речеме, ајде, нерегуларно или неубаво работите, за да земат пример. Мислам, што ќе им кажеме на учениците, дека ние сме правите, а другите се кривите? Не, него ние сме тие кои што треба да го дадеме правецот на ученици, затоа што ние образуваме генерации. Треба да образуваме, меѓутоа не со лоши постапки апсолутно, така да таа ситуација се уште нерешена. Се прават разноразни комбинации за да се направи изборот по секоја цена на директор. Кажавте за училишниот одбор, вака да поедноставим или да просто кажано, училишниот одбор всушност се блиски луѓе на директорот, така да изборот на наставници и сите одлуки као училишниот одбор, ево конкретна ситуација кај мене, имаше одговор на приговор, зашто поднесува приговори до училишниот одбор и она директорката се изјаснила дека по училишниот одбор така одлучи што јас немам никаква врска, мислам, ме разбирате. Тоа се луѓе блиски до најчесто до директорите, не најчесто, него секогаш. Така да само фиктивно училишниот одбор така се фигурира, а всушност крајниот збор го носи сепак директора, така да тоа е само илузија дека нешто функционира, всушност ништо не функционира. Значи, у пракса треба училишниот одбор да биде тој кој што го управува директорот, а и на покана на училишниот одбор да биде присутен на состаноците кои што ги одржува училишниот. И да ги коригира некои неправилности на неправилни одлуки на директорот, тоа не се случува. Да. Значи, тоа е тој кој што да речеме директор не може на секој состанок да биде присутен на училиште. Значи, доаѓа само на покана на училишниот одбор. Затоа што поинаку не би било, значи кој коректив би бил училишниот одбор? Кој е неговата смисла на постоење ако директорот ги донесе одлуки? Кажете ми, кога веќе ги гледате сите овие неправилности, дали се обративте, дали поднесувате представки, дали продолжувате да имате било каква едноставно правна постапка со цел за исправување на овие појави? Ја како конкретно, значи, пошто за секоја неправда се борам и таму кај што сметам дека неправда реагирам. Дали е на наставнички совет, дали е на родителски состанок, значи буквално на секаде. Во мојата ситуација, значи, јас сметав дека
не е нешто во ред, не е испочитувана целокупната процедура за избор на директор и ја поднесо представки, да. Значи прво се обратив до град Скопје, конкретно, затоа што тие се телото кое што го поставува директорот. И основачи на средните училишта и го финансираат работењето. Да. Град Скопје е тој. Значи таму поднесуваш представка, има закон за представки кој што треба се почитува, значи ја доколку имам свое мислење дека нешто не е во ред, ја може да поднесам представка до било која институција и да биде испочитувано да ми одговорат инспекторите, значи ја поднесов неколку представки, конкретно за целокупната постапка. Целокупната постапка за изборот на директор, меѓутоа инспекторите одговорија дека нема неправилности, иако моето мислење беше дека има неправилности од причина што, да речеме, според закон за работни односи огласот треба да трае најмалку 3 дена, а ние во нашава ситуација имавме само 2 дена. Значи не е испочитувана процедурата, не е испочитувана постапката. И еден куп други представки, значи затоа што сметам дека весникот не може... Кога веќе ги обединувате сите овие нерегуларности, дали има било каква реакција од институциите? Реагираат, значи одговараат, меѓутоа конкретно 3 дена никогаш не им одговориле дека и до Трудова, и до ДП, и до Скопје, значи никој не одговори дека тоа не е испочитувано, значи дека се е регуларно. Меѓутоа 3 дена не се испочитувани, тоа дефинитивно. Весниците од 12 по план, односно 24, ја знам дека не работат, меѓутоа инспекторите изгледа имаат некој поине мислење. Може би работеле тој. Може би работеле затоа што Така случајно. така испаѓа дека работели дополнително, најверојатно ноќни часови им се платени на тие што работат сигурно. Затоа што и како одговор на сето тоа ја добивам тужба од страна на директора затоа што сум барал нешто што сметам дека е неправилно. Прво се пристапи со една опомена дека ќе бидам тужен доколку не ги повлечам двете представки од град Скопје и јавно извинување. Меѓутоа секој има право да поднесе представка кога мисли дека нешто не е во ред. Да. Дури и таа представка да не е прифатена, односно да е проценето дека е нерелевантна. Така. Вие сепак не би требало да имате никаков одговор. Ја имам мислење или сомнение дека нешто не е во ред. Значи тука нека си ги одговорат инспекторите, меѓутоа ја сега веќе добивам тужба од страна на училиштето и раководното лице на училиштето. Тужба за што? За претрпен стрес и страв? Па не знам, од мене се бара, значи наплата на 50.000 за директорот, како оштета и 50.000 за во име на училиштето. Сето тоа ќе го плати најверојатно училиштето или јас. Да, меѓутоа која е причината што е тужбата? Зашто да платите 50.000? Повреда на личните права на тужителите. Личните права. Личните права на тужителите. Повреда на углед и добриот глас на првотужениот моето училиште и директор. Тужба, меѓутоа сепак на крајот. Значи, судот одлучува апсолутно, меѓутоа притисоците се, затоа што прашаме притисоци дали има, да, има, затоа што мисла дека ќе не замолчат, меѓутоа ја не сум од тие кои што молчат. Па и ова е еден вид на притисок, мислам, да, апсолутно, сепак ваква работа, секој има право да поднесе представка, не мора таа да биде дури ни основана. Да, и да не е издржана, значи ја имам право. Доволно да се постапи од страна институцијата, тие се тие што решаваат. Така. Тие се тие, значи кои што треба да ги видат неправилностите доколку ги има или ги нема и така натаму. Можеби вие сметате дека нешто не е правилно, во суштина е правилно и тука не би требало да има никој вин. Не ве сега, значи ќе видиме понатака, меѓутоа имаме синдикат кој што навистина ги застапува работничките права, па ќе видиме до каде. Колку време сте член на синдикат? Во независниот синдикат 3 години. Да. Претходно бев во СОНК, да, па се откажав од членството во СОНК и сега... Што ве натера да се члени? Да се члените од СОНК и да се префрлите во еден ново формиран синдикат? СОНК, според мене, затоа што јас сум веќе 13-та година во образование, СОНК тие 13 години, да речем, ја не видов дека нешто смени во поглед на подобрување услови за наставниците, подобрување на плата, буквално ништо.
Меѓутоа, новиот синдикат некако беше нека светла точка во тунелот и имаме веќе прогрес, мислам и ги гледаме работиве дека се работи на терен. Се стапуваат работничките Така. права, еве се менува, значи сега имаме нови барања за да се сменат некои работи кои што нели се во наша полза и тука го гледам независниот синдикат како една институција која што се работи работата, дека не е само на хартија формирана, како што е случајот со... Да, преку ноќ не оди, мислам, ништо Да, нема апсолутно. тек, меѓутоа на долгорочно гледано сепак Се менуваат работи, бавно да. е, меѓутоа сепак Ама веќе го има прогресот, се чувствува, значи не е дека... Баш светла точка е за нас, просветните работници, независниот синдикат, конкретно мое мислење и мое искуство во оваа голгота што ми се случува изминативе 10 години, значи информирана и председателот и несебично се ангажира, значи голема благодарност до него и до целиот негов тим, затоа што навистина во оваа ситуација, во вакви ситуации како моите, како на Спасе и сигурно ќе им се случува и во иднина на наши колеги, не знаеш како да реагираш, не знаеш како да се поставиш и среќа што постои независниот синдикат, така да навистина од голема помош ни е и излегува во пресрет, несебично. Кажете ми, спомнавте дека 10 години сте работеле на определено работно време. Дали платата се разликува на неопределено работно време и на определено? Не се разликува. Значи се е исто, меѓутоа со тој момент додека сака да работите ќе така, додека сака, да, по истекот на договорот, доколку не сака, нели, во секој момент да има опција да си работат. Да, знаете како, таа не трансформација на работното време од определено на неопределено, од една страна и смислено да бидеме мета на уценување, на условување, знаете, притисоци, несигурност, значи нестабилност осеќа што не е во ред, значи едноставно и нехумано е. Така, се разбираме, мислам, граѓански, дури некои основни граѓански права не може да си остварите. Не може. Во банка не може нема стабилност едноставно. Чи многу влијае на секојдневниот живот, не е само несигурноста, него едноставно и екзистенционално не може да се функционира. Да, на воопшто на целокупните текови во животот тоа ти влијае секако. Нестабилност, несигурност осеќаш. Кажете ми за крај, каде мислите дека образованието би се движило во иднина? Дали сте оптимисти? Дали може подоле од ова? Една збор-два за крај, нешто ваша оценка. Само сакав да се надоврзам кога го прашавте колегата дали нели се обраќаме до институциите во вакви ситуации, дали реагираат. Конкретно во мојава ситуација за Државниот просветен инспекторат, затоа што многу од колегите ќе кажат никој не реагира, едноставно и џабе ќе се обра там, никој не делува, действува и така натака. Ето на никој начин и претпоставувам дека има многу колеги кои што се во ваква ситуација како мојава и се обесхрабруваат. Прво да ги охрабрам да не молчат, да действуваат, да бараат помош, поддршка. Јас конкретно сум се определила за независниот синдикат и навистина до оваа точка до која што сум дојдена благодарение на насоките и советите од тимот на независниот синдикат кој што ме поддржува. Постапката се води пред Државниот просветен инспекторат. Мислев дека нема да изреагираат просветните инспектори и директорот на просветниот инспекторат, меѓутоа правично сега за сега
постапуваат, донесоа записници, избутвија решенија каде што нели се утврдува неправилност на работењето на директорката на училиштето. Сакам да кажам дека сепак има и светли точки во... Да, има и светли точки каде што просветните работници треба да си го бараат своето право и да не се нели да не се обесхрабруваат. Сега како ќе заврши оваа ситуација не знаеме, меѓутоа за сега оние правни акти, решенија, записници кои што се донесени, правично се донесени од страна на државниот просветен инспекторат и од Комисијата за спречување и заштита на сепак не е се така црно. Не е се така црно, лавиринте ова. Да. Ќе потрае, меѓутоа да не се обесхрабруваат. Правдата треба да излезе на видело во секој случај. Уште еднаш, значи нешто генерално оптимисти сте дека може да биде подобро. Дали мислите дека едноставно каде го гледате образованието во блиска иднина? Образованието има уште многу работа, значи затоа што имаме ситуација која што не ни е завидна и дека не ни е светла точка. Рековме реформите кои што треба да следат допрва за средните училишта, значи ќе направат уште дополнителен проблем. Меѓутоа ние секогаш треба да сме оптимисти, односно надежта е последна која што умира и дека ќе биде подобро, се надеваме дека ќе биде подобро. Сега ние сме тие кои што можеме да допринесеме до промените, да биде на подобро и значи да се бориме тоа да го смениме, затоа што јас кажав на секоја неправда ја не молчам и нема да молчам ниту сега ниту понатака. Позади нас стои секако независниот синдикат кој што ни е огромна поддршка, затоа што да речеме СОНК не почувствувавме ние ваква поддршка во конкретни ситуации. Проблем имаме сега у моментов тоа што и немаме ученици, нели знаете со целокупната економска ситуација кај нас населението доста се сели. Тука економијата, значи на политичарите да се терат на економијата, наставата да остава за нас наставниците. Сепак треба да се кренете и како наставници, наставници. Се сложувам и меѓутоа веќе се чувствуваат промените во образованието, барем тие што се членови на овој синдикат знаат како функционира, што и како за било која ситуација да сме се обратиле, секогаш сме удостоени со одговор, посебно од претседателот Томислав Гиевски, така да мислам дека ќе биде подобро и за нас, меѓутоа и за учениците мора ние да ја направиме таа средина која што ќе биде една пријатна средина за нив, а и за нас нормално ќе се чувствувате многу побаво доколку имате услови, доколку имате соодветна плата на образованието и така натака и така натака. Да, ама поединци николку не може ништо да направат, треба да се сплотиме и да бидеме фокусирани на тоа што ќе има позитивна цел и ефект. Се надеваме дека ќе биде подобро. Спасе Блажевски и Марија Јанкова, ви благодарам за гостувањето. И се надевам дека во некоја следна прилика повторно ќе седнеме да разговараме за поубави работи. Апсолутно се слажувам. Ви благодариме. Ви благодарам и на вас за вниманието. Се гледаме следната недела со нови гости. Поздрав.